Лебот и брашното поскапеа, но власта не интервенира со државните стокови резерви. Оттаму пак апелираа до граѓаните да бидат смирени, зашто не се очекувало ценовен шок на основните прехранбени производи. Вела дека состојбата ја следат и во моментов немало потреба да се стават во функција стоковите резерви, зашто имало залиха за 35 дена. Стокови резерви со храна и нафтени деривати има доволно. Се следи внимателно ситуацијата и доколку има потреба државата ќе интервенира, имајќи предвид и дека производителите на овие основни производи имаат залиха за период над 1 месец, не вклучувајќи ги деновите кои може да се покријат преку државните резерви. Од опозицијата пак бараат од власта да се интервенира со пуштањето во промет на стоковите резерви за да се ублажи растот на цените. Прашуваат и дали всушност тие се полни. Единствен начин да се спречи ценовен шок од големи размери, да се запазат цените и стандардот на граѓаните, е државата да интервенира на пазарот преку пуштање во употреба стокови резерви на пченица, со што од мелничката индустрија нема да имаат потреба да купуваат скапа пченица од надвор. Според светските берези, цената на пченицата деновиве скокнала на 24%, а од домашната мелничка индустрија вела дека имаат залихи на брашно и пченица за 30 до 45 дена. За колку време ќе има жито во Македонија било државна тајна и никој не може да каже колкави биле залихите, велат од Агробизнис комората. Ако не се полни, да се наполнат тие резерви, да бидеме спремни за најлошо сценарио. Притисокот ќе биде голем на берзите во насока на зголемување на цени, бидејќи знаете кога има недостаток, расте цената на берзите. Инаку пченицата, пченката и јачменот се чуваат во силоси, а солта и лековите во складишта, а нафтата се чува во цистерни на различни локации низ земјава. Властите уверуваат дека тие биле полни, но барем засега нема информации дали ќе се прават дополнителни набавки со оглед на драстичниот раст на цените на светските берзи.